Владата на Социјалдемократскиот сојуз за само 100 дена по образованието создаде хаос. Се што гледаме е само блокирање, кратење и укинување. Владата на Зоран Заев нема спроведено ниту еден проект во образованието. СДС во текот на изборите ветуваше подобро образование и квалитетна настава. СДС вети, СДС излажа. Од позиција на власт, СДС крати 1,5 милиарди денари од буџетот за образование. Да, почитувани граѓани. Тоа се 1,5 милиарди денари помалку за изградба и реконструкција на студентски домови, основни и средни училишта, универзитети, факултети, спортски сали и превод на стручна литература од најдобрите светски автори. Зоран Заев, Рената Десковска и Стефан Богоев одеа помеѓу младите и ветуваа подобар студентски стандард, подобри услови за студирање и квалитетно високо образование. За сега истите тие луѓе од позиција на власт со ребалансот на буџетот да кратат 213 милиони денари кои беа наменети за изградба и реконструкција на универзитети и факултети. Раципничката влада на СДС и Зоран Заев и Стефан Богоев скрати цели 155 милиони денари за изградба и реконструкција на студентски домови. Тоа се истите тие Заев и Богоев кои секоја недела одеа во студентските домови и даваа изјави дека таму е катастрофална состојбата. Антиреформската влада на Социјалдемократскиот сојуз укина екстерното тестирање, без да спроведе соодветна анализа од ефектите од истото, неговите позитивни и негативни страни. Владата уште на една од првите седници отпочна постапка за укинување на Кембридж програмата, по која учат младите во најдобрите училишта во светот, со што го уназадува квалитетот на образованието. СДС во образованието создава вистински хаос. СДС крати на развојни проекти и со тоа на долг рок го уништува македонското образование, кој ќе се соочи со паднат квалитет. Затоа, на престојните локални избори на 15 октомври, младите ќе ги казнат СДС за празните ветувања и манипулации и нивното неодговорно владење.